Почитувани пријатели, добре дојдовте на нашата неделна партиска трибина. Оваа недела ќе зборуваме на темата како станавме увозно зависни за храна. Зошто се помалку произведуваме храна дома и зошто сме зависни од увоз? Што се случи со македонското земјоделство, кои се економските и политичките причини и што можеме да направиме да го вратиме домашното производство? За таа цел, денеска, овде во партискиот штаб на ВМРО-ДПМНЕ, со нас имам тројца соговорници со кои што ќе зборуваме на оваа тема. Да ви го представам, тоа е министерот Цветан Трипуновски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Овде со нас е и професорот доктор Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и директорот на управата за водостопанство господинот Ромео Тренов. Сметам дека имаме одлични тројца соговорници со кои што конечно ќе можеме да дадеме одговор на дел од овие прашања како станавме увозно зависни за храна. Предлагам да започнеме со историја, односно со една кратка ретроспектива, односно со тоа како беше порано. Во минатото Македонија беше аграрна земја со силно производство на овошје, зеленчук, жито и месо. Најпрво би започнал од министерот. Почитуван министер, кои беа клучните точки на пресврт? Кога почнавме повеќе да увезуваме отколку да произведуваме? Благодарам за поканата за учество во оваа денешен настан. Поздрав до сите гледачи кои што не следат на социјалните медиуми. Темата е одлична, многу важна за нас како држава. И моментот каде Македонија го направи оној пресврт од производство на храна за домашни потреби и за извоз, да денес повеќе увезуваме тоа што произведуваме. За потсетување, Македонија ги има сите битни предуслови за производство на храна, тоа е квалитетна почва, над 280 сончеви денови во текот на годината, вода како ресурс кој што имаме, да бидеме во ситуација да повеќе увезуваме тоа што произведуваме. Сега прашањето каде настана пресвртот во тоа да Македонија повеќе увези од тоа што произведува. Сметам дека клучниот момент е во делот на рентабилноста на земјоделското производство, затоа што знаете дека со сите економски текови, секој еден земјоделец на крајот од месецот, на крајот од годината, знае да направи една пресметка и да види дали има исплатливост во делот на земјоделското производство. Ова е само едниот од моментот каде што почна да имаме негативни трендови во делот на земјоделското производство, иако на условите да Македонија повеќе увезува отколку што произведува, има и други елементи. Тука можам да кажам и квалитетот на животот во руралните средини, во делот на сигурниот пласман, затоа што ние имаме земјоделски производи кои што имаат рентабилност, меѓутоа немаме сигурен пласман. И кој ќе ги соберете овие три елементи, доаѓаме до ситуација да сите овие земјоделци кои што во минатото произведувале, а статистиката говори дека Македонија е познат производител на квалитетни земјоделски производи кои што завршували надвор од нашите граници, денеска да повеќе увезуваме. Така да сметам дека оската на преокретот, односно пресвртот во делот да Македонија повеќе увезува во делот на рентабилност. И сега се надевам дека во текот на трибината ќе имаме можност да предискутираме зошто тоа се случи и која е главната причина за ваквата нерентабилност. Знаете, јас го следам долги години ресорот земјоделство, сега од позицијата на министер и внатре од самата институција гледам дека навистина оно што во минатото сме го алармирале во јавност и до претходните влади кои што го менаџирале овој сектор, дека навистина имало сериозни пропусти во овој дел. И гледаме дека оние правилни навремени политики кои што требало да бидат креирани, мерки да бидат стимулирани или помогнати земјоделците, не се правело во вистинска смисла на зборот. Сите оние проекции кои што требало министерството да ги води во текот на годините, односно да ги насочува земјоделците во делот на земјоделското производство, исто така сериозно изостанал. Ние денеска тука е професорот, правиме ревизија на стратегијата која што е во министерството и гледаме дека има таму сериозни отстапки во делот на тоа како се креирале мерки, дали ти имале навистина ефект врз земјоделското производство. Не би сакал сега на почетокот да го окупирам просторот, сигурно и моите колеги имаат што да додадат, меѓутоа сметам дека клучот на тоа Македонија да стане повеќе увозна е во делот на намалување на земјоделците заради овие економски параметри кои што претходно ги спомнав.
Благодарам, министер, за одговорот. Следното прашање, логично е се наметно и вие го споменавте и го најавивте и професорот Драги Димитриевски. Оно што го спомена министерот е мерките кои што требало да се превземат, па прашањето е каде беше земјоделството, би рекол, пред овој период на погубни политики на претходната власт, дали станува за лошо планирани мерки или за мерки кои што биле добро планирани, меѓутоа не биле спроведени? Колку неодговорноста на владата влијае на овој проблем за кој што дискутираме денеска? Благодарам и јас да ги поздравам сите оние што не следат по социјалните мрежи. Благодарам за поканата и мислам дека ова е една голема тема, комплексна тема за која што долги години се дебатира кај нас во јавноста. Се обидуваме сите да ставиме крај на едни негативни тенденции во земјоделството и подготвувајќи се нели за оваа емисија, но и во дискусии претходно и во програмските документи кои што се изготвувани е да ставиме само да ги сопреме овие негативни тенденции на почетокот, затоа што јас секогаш кажувам дека во земјоделството брзи пресврти нема, нешто што се изгубило, тешко брзо дека ќе се врати. Сега, ако сакаме да кажеме, јас би се вратил многу поназад во сета историја на независна Македонија, можеби тука сум и највозрасен, па ги памтам сите процеси што се случувале. Мислам дека една огромна пресвртница во македонското земјоделство беше приватизацијата на предпријатијата што стопанисуваа со земјоделското земјиште и губењето на таа структура која што беше пазарно ориентирана, тоа се нашите поранешни комбинати и земјоделски задруги и предпријатија кои што стопанисуваа со државното земјоделско земјиште. Мислам дека и во тоа време, тоа беше, иако беше еден процес кој што требаше да изврши само трансформација, мислам дека во тоа време таа влада направи едни големи пропусти, големи грешки и денеска за жал ги изгубивме тие големи системи и дојдовме во ситуација да денешната структура на македонското земјоделство тешко дека ќе може сама да се справи со сите предизвици. Јас кога зборувам за развојот на земјоделските политики, зборувам токму за 4 периода. Првиот период е периодот до 96-та, 96-та до 2000-та, кога е првата стратегија направена, 2000 до 2007 втората, за жал не се успеа во ништо. Најголемите реформи кои што се направени во 2007 година, тоа е со поранешната влада на ВМРО ДПМН и тогаш се поставени основите на денешниве земјоделски политики и моделот на финансирање и тогаш е направен најголемиот исчекор кон, би рекол, прилагодување на македонската земјоделска политика кон заедничката земјоделска политика на Европската унија, поставени се институциите. Натаму оди развојот, но за жал, добро вие рековте, место да се развиваат тие политики во една поправилна насока, мислам дека минатите 7-8 години не се одвиваа состојбите во посакуваните насоки. Токму е ова министерот што го кажа, ние пред некое време во министерството имавме една презентација на среднорочна анализа на стратегијата за развој на земјоделството и руралниот развој за период 2021 до 2027. Ние го анализиравме периодот 2021 до 2023 и видовме дека не е ниту 30% од она што е испланирано не е спроведено. А и дел од политиките кои што се креирани во меѓувреме одстапуваат од она што е предвидено во самата стратегија. Она што сакам да напоменам е дека не само овие од 21 до 23, него ние го фативме периодот од 2014 до 2023. 10 годишен период анализиравме. И ако зборуваме за увозот, како станавме увозно зависни, ја ќе ви кажам, 2014 година ние имаме негативен биланс на увоз на земјоделско прехранбени производи околу 150 милиона евра, а 2023 имаме преку 430 милиони евра негативен биланс. Значи,
повеќе од скоро 3 пати е зголемен увозот. Јас верувам дека и 2024 ќе биде слична, ако не и со понегативен биланс. Сега натаму може да продолжиме. Би сакал само да дозволите да се надополнам, ме инспирираше професорот во делот на она последниве 20 години трендот на земјоделското производство. Моментот каде спомна политиките кои што ги воведе 2007 година ВМРО ДПМН, да подсетиме јавноста дека во 2007 година, кога ВМРО ДПМН ја презема власта, односно крајот 2006, во Македонија само 400 договори имаше за сето земјоделско земјиште кое што беше распределено на државата, или во една реченица имавме големо поседници на земјата кои што управуваа со ресурсот и едноставно има одредена група на луѓе во тоа време блиска на претходната власт, зборам за пред 2006 година, кои што го менаџирале тој ресурс. Со политиките и трансформацијата на тој процес практично се ослободуваше тоа што е земјоделско земјиште, се даваше на вистинските земјоделци и пикот од тие 400 договори достигна да негде во време 2016-17 година имавме негде над 10.000 договори со земјоделци кои што го поседуваа земјоделското земјиште. Зошто ова го кажам како факт? Затоа што пикот на македонското земјоделско производство е некаде периодот 14-15, 13-14-15 и тоа се лесно проверливи показатели во сите статистички евиденции кои што ги имаме како држава, дали е тоа за бројна состојба на сточниот фонд, дали во производството на месо, на млеко, дали во производството на грозје, да не ги редам сите култури. И оној негативен тренд почнува некако од 17 година и в таа анализа која што ја правевме во Министерството видовме дека периодот 19-20 имаме сериозно опаѓање. Ние денеска за споредба имаме околу 150, помалку од 150.000 грла крупна стока, кои што се битни за производството на млеко во Република Македонија, а во периодот кој што го спомнав за еден голем раст во периодот 13, 14, 15 има преку 250-260.000 грла, мозни грла кои што има продукција сериозна и ја задоволува домашната производство на млеко. Тоа се пресликува и во останатите култури, дали во лозарството, дали во делот на градинарството, дали во делот на останатите земјоделски гранки, практично тука настанува. Сега прашањето е зошто тоа се случи, затоа што некој кој што требаше да ги води овие процеси, кој што требаше да насочува, да помогнува во тие економски, да речам, мини турбуленции, не го направи своето и затоа почна да имаме негативен тренд. Така да ова што последните години сме го направиле како држава, каде бевме, каде сме денес, можам слободно да кажам дека вината се насочува, прстот се насочува во делот на тоа што значи сериозно менаџирање, сериозна поддршка на земјоделците во делот на да се почувствува дека има некој кој што другата страна им е партнер во делот на производство, програми, сигурност и така натака и така натака. Ви благодарам. Односно, ако направиме едно сумирање, важна е политичката поддршка за земјоделците, онака како што рече и професорот, 30% податокот кој што го кажавте дека од мерките не се реализирани на вистина се поразителни. Самото оно што го споменавте, над 3 пати зголемен трговски дефицит за увоз на земјоделски производи е еден параметар кој што укажува на важноста на темата за која што разговараме денеска. Практично и се наметнува прашањето до директорот за управата за водостопанство како еден важен дел од тој процес на производство на земјоделски производи. Ние знаеме со министерот често пати лично тоа има доаѓано и во Кочанско поле, кога стануваше збор за неприликите навори за производителите. Практично од работата на водостопанство зависеше и почетокот на сидбата, така да земјоделците, они кои што следат, ја знаат важноста. Затоа и прашање еве до вас. Каква беше состојбата во управата на водостопанство кога ја преземате функцијата директор? Еве јас пред да одговорам на прашањето, да ги поздравам нашите гледачи, да се заблагодарам за поканата. И пред да кажам каква беше состојбата, сите знаеме дека е катастрофална, само да се надополнам со една-две реченици на тоа што го кажа моите претходни соговорници. Треба директно да се каже дека во Македонија власта 2017 година ја превзеде мафија. Со самото тоа дојдоа до израз сите мафијашки структури. Една главна суштина беше зелената мафија. Зелената мафија во тој период одработуваше за тогашната опозиција и практично
по периодот 17, 18 и 19 се случи таа зелена мафија да ги осакати земјоделците по сите основи, тие 3 години, и тогаш започнува целосно празнење на селата и иселување, за жал не во градовите, туку надвор од државата. И регионот од кај што јас доаѓам и се уште живеам, од силен регион земјоделски, сега е силен печалбарски регион, за жал. И таа мафија, таа зелена мафија успеа да ги уништи земјоделците. Што се однесува до управата за водостопанство, јас на функцијата стапив на почетокот на август и навистина имав некоја представа дека работата не е добра, меѓутоа како навлегував во сите проблеми, сватив дека практично пола од проектите се целосно закочени, дури по неколку години. Кадровски управата 2017 беше оставена со 7 градижни инженери, сега имаме само еден, значи кадровски тотално уништена. Имавме само еден економист кој од друг сектор не ги врши работите. Значи, состојбата беше и кадровски, менаџерски уништена целосно. Сега имаме нов економист во управата, уште еден донесовме. Од овие денови ќе ангажираме и нов инженер, значи се обидуваме да се опоравиме и проектите кои што беа закочени се обидуваме да ги ставиме во функција, и голем дел од нив веќе ги ставивме во функција, еве да не речам сите. Меѓутоа работиме силно. Јас ќе кажам некои закочени проекти, пример Равен Речица, закочен проект, 86% од проектот реализиран и 3 години оставен така. Потоа КФВ, значи тоа со министерот се срамувавме таму кога дојдоа овие од банката, од 2019 од декември месец потпишан договор за 4 системи за наводнување. До сега не беше ставена во функција ниту проектната единица за реализација на проектот. Плаќаме комитмент фри како држава 5 години затоа што таму некој не собрал комисија, односно комисијата што беше направена веќе не постоеше, бидејќи неколку луѓето заминале во пензија. Замислете, 5 години ништо не работеле. На 4 системи за наводнување. А сите знаеме дека без наводнување нема земјоделие, особено интензивно земјоделие. Екстензивен начин тоа веќе не постои во светот. Потоа имаме и друг Брана Речани. Закочен проект, 3 години, ништо не се работи на проектот го откочуваме. Имаме исто така со Европската Унија проект, го откочивме проектот, почнуваме да работиме, сега ќе ангажираме од утре и нов инженер кој што ќе работи на почетокот само на тој проект. Тоа се 2 системи за наводнување во Сопот и Новаци. И тоа е навистина една чудна ситуација. Мој впечаток е дека еве има проекти од 19-та кои се закочени, кои не се реализирани, но мислам дека после локалните избори тие биле свесни дека паѓаат од вас и мислам дека само чекале да дојде денот, ништо не работеле, не се занимавале воопшто со проблемите на земјоделците. И кога ќе направиме една комбинација од тоа што го кажа министерот и професорот, и кога ќе се стави овде зелената мафија, и кога ќе се стави не работењето на институциите, добиваме еден целосен хаос во земјоделието. Ние не можеме да имаме производство ако немаме производители. Тоа е најбитниот момент. Нашите производители треба да се мотивираат да останат на село. За да биде тоа така, мора да има инфраструктура, мора да се работи на руралниот развој, мора луѓето да имаат основни услови за живот и мора да имаат пласман на своите производи. Но тоа не може тие сами да го направат. Не може земјоделецот да бара сам пласман. Тоа треба да го направи државата како што го правеше во 2017 до 2017 и како што го штитеше баш од таа зелена мафија. Ако смеам да дополнам. Благодарам. Да. Повелете, министер, ви имате дополнителен коментар. Дополнителен коментар. Ако внимателно ме следевте, на почетокот кажав дека Македонија ги има 3 битни предуслови за квалитетно земјоделско производство. Еден од тие беше водата како ресурс и она што каже и директорот, кој што за подсетување во минатото беше директор на акционерското друштво АД Водостопанство, каде што бележеше рекорди во делот на површини кои што биле покриени со вода за наводнување.
27.000 хектари, денеска 2024 кога ја преземавме власта, оваа површина беше преполовена без малце. 13.500 хектари кои што беа под систем за наводнување. Значи, овој битен елемент наводнувањето е клучот на успехот и рентабилноста. Кога велев во минатото нема рентабилност и затоа се напушта земјоделското производство и повеќе увезуваме тоа што произведуваме, клучот да се биде рентабилен е во делот на доволна количина и вода за наводнување на своите површини. Водата сериозно влијае на квантитетот на производство, што од друга страна во финалната математика знаете дали ќе имате плюс добивка или ќе работите со загуба. Нашето лозарство зависи директно од навремена и доволна количина за вода. Нашето оризо производство зависи од доволна и навремена количина на вода. Еве сега во моментов она што се случува во Кочани е последица тоа што претходната власт не обезбеди навремена и доволна количина за да сеидбата на оризот биде навремена. Секое задоснување на сеидбата имате пролонгирана жетва. Секоја пролонгирана жетва имате есенски слани кои што директно влијаат на квалитетот и на приносот. И тука доаѓаме до клучот рентабилност. Затоа водата како елемент кој што државата треба да го менаџира преку акумулациите, преку браните, преку системите за наводнување, кој што за жал во минатото не се случувало, е директниот упад во тоа што значи финалната математика каде што треба да биде со позитива. Затоа оно што ние сега и во нашиот нареден период даваме сериозен фокус ќе биде и во делот на водостопанството. Се надам дека ќе зборуваме во текот на наредните минути, меѓутоа се надоврзувам дека навистина водостопанството е клучниот елемент покрај останатите услови во делот на рентабилноста да имаме позитивен биланс кај секој еден земјоделец. Тоа во минатото не се случуваше. И кога знаете дека нема вода, кога имаше протести по улиците за вода за наводнување, секој земјоделец од година во година првин ги намалува површините, на крај ги откажува. И затоа сега кој ќе појдете да се возите од Скопје према истокот, лево и десно ќе видите многу празни и необработени ниви. Еден од елементот затоа што нема вода. Требаше некој претходно да мисли сериозно, затоа што од друга страна климатските промени кои што се поизразени од година во година, во делот на сушни периоди, требаше да работи на обезбедување на овој ресурс, бидејќи го имаме како таков, меѓутоа лошо се менаџира. Ви благодарам, министер. Едно потпрашање овде имам за директорот за управата за водостопанство, дека зборувавте, забележав дека споменавте еден проект, тоа е Браната Речани, би ве замолил само збор два повеќе за тој проект кој што е од интерес особен за истокот. Добро, јас очекував, бидејќи ти доаѓаш од Кочани, и очекував и затоа и синок ги гледав мејловите и го видов последниот извештај и си земав некои забелешки и очекував дека ќе ме прашаш за ова работа. Прво, таму проектот беше целосно оставен. Како воопшто да ништо не се гради, како таму тоа да не е воопшто битно. Министерот спомна борба против глобалното затоплување. Ние единствен начин да се бориме против глобалното затоплување е градење на брани. И така да се остави една брана, практично 21-22 година нема таму ништо чепнато со работа. Ние се обидуваме на некој начин да почнеме. Таму веќе работат два багери. Фирмата почна да работи, го отварат патот до опточниот тунел. Исто така фирмата изведувач има подпишано договори со турска фирма, која што е специализирана за правење на тунели. Веќе има направено елаборат за ременати кои треба да се користат за градење на тунелот. Чекаме да го одобри надзорот и практично ќе почне да се гради комплетно таа брана, но веќе има таму градежни работи. Еве после 2-2,5 години работите почнуваат да градбата е отпочната, значи и кампот ќе се премести, бидејќи знаете со текот на времето таму има и одрони, кога не се работи едноставно тоа се остава на забот на времето и навистина е многу чудно како некој така лежерно се однесува со еден таков проект. Меѓутоа еве јас во верувам, значи веќе е почнато со работа и очекуваме во наредниот период месец-два, штом се одобри од надзорот елаборатот, да се влезе директно во тунелот и веќе во Скопје има донесено и 2 оплати за тунелот, така да работите се раздвижија и ги уверувам земјоделците од тој крај дека
дека набргу ќе имаме резултати на градбата на Брана. Ромео, малку скромен ќе се вмешам. Компанијата која што ја гради браната, на првите состаноци кои што ги одржавме, практично кажа дека претходната власт не одвоила време да седне да разговарат и да го продвижат целиот проект. Значи не биле примени во министерството, едноставно биле игнорирани. Ние со нашите доаѓања заедно со директорот Ромео одржавме безброј состаноци. Компанијата која што ја има земено работата направи нов акционен план. Им продолживме дел од рокот за изведба, се со цел да го придвижиме. И денеска таму се работи. Веќе стигаат и ситуации кои што едноставно се покажува на дело дека има прогрес некаков. Вие некого како компанија која што има земено работа, да ја игнорирате и да не ја примате на состанок да си ги кажат забелешките или да се откочи тој процес, е повеќе од несериозно. И затоа кога велиме, ја не сакам да бидам сватен дека сум премногу остар во критиките према претходната власт, него кажувам само реално како се одвивале работите. И тоа навистина е жалосно, не знам како да кажам, навистина да некоја компанија која што треба да изгради брана, да ја игнорирате и да оставате да помине времето, да дојде рокот за завршување на проектот, а таму на лице место да ништо не е направено. Затоа ние сериозно работиме во тој дел, затоа што сме свесни дека управувањето со водните ресурси во сите овие глобални економски промени се битна карика за да успееме во делот и да го одржиме земјоделското производство. Ви благодарам, министер, особено тоа што зависноста со храна и производството на храна допире еден друг, би рекол, елемент многу значаен, тоа е енергетиката, така да со решавање на овие големи проблеми се решава не само проблемот со храна, проблемот и со енергетскиот и со снабдување на вода. Знаеме дека тој проект има тројно значење. За жал, оние кои што беа од коалицијата кратко наречена како до сега, се гледа дека се воделе само од одредени лукративни интереси на оние кои што се највисоко во власта. Да сумираме од овој прв дел, како најодговорни причини за увоз на зависност, економски, политички фактори, тоа што било реализирано едва и 30% од мерките, приватизацијата на земјоделското земјиште, како што рековте, и фабриките, намалена поддршка за домашното производство, затоа што, за жал, владата на СДСМ и ДУ имала друг фокус, па може би глобализацијата и влезот на големи супермаркети, социокултурни фактори, она како што спомена директорот, самата миграција не само цело во град, туку и иселувањето може би влие, не може би туку влие врз производството на храна. Предлагам да преидеме во еден втор дел во кој што ќе разговараме за последици на оваа увозна зависност. Би започнал од министерот. Министер, кои се најзагрижувачките последици од увозната зависност за храна? Се надевам дека професор Димитриевски ќе збори за економскиот ефект. Јас ќе зборам за она што значи напуштање на селата, иселување на младите од Република Македонија. Практично ние денес, ако погледнеме статистиката, имаме земјоделец кој што се над 55 години економска, односно старост. Премногу малку или воопшто имаме влез на свежа енергија, работна сила, млади земјоделци кои што ќе го продолжат процесот на производство на земјоделски производи. Сето она што го збореме во првиот дел денеска говори да во системот кој што го води Министерството имаме некаде околу 65.000 земјоделци, иако таа бројка пред 7, 8, 10 години беше речиси дупло од тоа што е денеска, затоа што овие негативни политики, задоснети мерки, негрижа на институциите доведе да останат да се занимаваат со земјоделство само тие кои што едноставно мораат или се по традиција земјоделци, меѓутоа нема и свежа работна сила. Ние денес имаме празни села, имаме сериозна миграција на младите луѓе, не само во поголемите градови, него и надвор од државата, затоа што гледаат дека нивното семејство кое што ги одгледало од земјоделство нема нема просперитет, нема економска оправданост и тука настанува тој процес на прекинување на алката во делот на продолжување на оваа традиција. Затоа некако, знаете, комплексна е материја и не можеме во овие 40 на 50 минути да ги офатиме сите аспекти, меѓутоа ќе се обидам глобалната слика да земјоделството го представам во неколку реченици. Ако Македонија е како аграрна држава, го прекинеме ланецот да имаме влез на нова работна сила, нови земјоделци, го прекинуваме производството. И знаете, кога еден ќе го напушти процесот на производство, е многу тешко да го убедите дека повторно треба да влезе во процесот, затоа што
пластично кажано, кога еден ќе го напушти земјоделството, продава и механизација, ги дава нивите под кирија или ги продава и тие и заминува надвор. Тој веќе назад многу е тешко да го вратите. Затоа сметам дека имаме еден сериозен предизвик. Македонија повторно да биде аграрна држава. Ние даваме сериозен приоритет, се надевам дека ќе зборуваме во завршниот дел за тоа што се прави во моментот и што ќе бидат идните чекори. Меѓутоа, навистина е потребно да сите заедно, сите чинители на институциите, па и владата, дадеме повеќе од потребно за да вратиме довербата кон институциите. Јас чувствувам дека во минатото, оставени сами на себе земјоделците немаат партнери со кои што ќе разговараат. И денеска кога разговараме на состаноци, кога креираме заеднички мерки, едноставно самите признаваат дека ова се случило не знам после колку години. Да ги повикате и да направите мерка која што ќе има ефект. Не е само да предвидите средства во програмата, не знам, стотици милиони евра и тука да заврши целиот процес. Не, навистина треба партнерски да се работи, затоа што едноставно жалосно е во овој тек на потреба од храна плюс, Македонија со сите овие предуслови да увезува, а тоа што се увезуваат, верувајте дека многу пати е доведено под знак прашање што и каков квалитет се увезува. Тоа на крајот од краиштата има негативен ефект врз сите граѓани. Плаќаме увозна храна која што можеби е со сомнителен квалитет, која што е премногу скапа и директно влијае на сите ние кои што се потрошувачи. Затоа мораме да работиме на зголемување на нашето домашно производство. И благодарам министерот, сосем добро тоа го кажавте и цела македонска јавност виде како сомнителни комбиња бегаат од Министерството за внатрешни работи. Некои ќе помислија дека се шверцуваат, кој знае какви недозволени средства или се шверцува оружје, на крајот излезе дека се шверцуваат месни производи. Токму тоа е една од лошите страни кога станувате увозно зависени за храна, наместо домашно и квалитетно производство добивате сомнителни остатоци од најразлични делови од светот. Затоа веќе го замолам професорот. Професоре, како овие последици за кои што зборуваме, последиците од увозната зависност за храна влијат на обичниот граѓанин? Па еве ред години, почнувајќи можеби најизразито беше почнувајќи со пандемијата, со здравствената криза, меѓутоа таман се излезе од таа, се влезе во кризата на руско-украинската војна, кога тотално ги почувствувавме сите овие последици. Дефинитивно инфлацијата си го направи своето. Еве гледате дека тешко може и сега да се заузда таа инфлација, а голем дел од таа доаѓа и од цените на храната, која што силно влијае на целокупното население на државата. Едно е кога имате доволно производство на собствена храна и можете колку толку да менаџирате со порастот на инфлацијата, со намалување на онаја категорија која што живее под границите на сиромаштијата, знаете, тоа се 20% од населението на Македонија, а друго е ако храната ви доаѓа однадвор со цени кои што се детерминирани, со цени кои што можеби знаат и да бидат изманипулирани во целиот тој процес додека да стигнат до крајниот потрошувач. Така да многу е значајно за држава која што има доволно ресурси, многу повеќе од други држави кои што се развиени, кои што произведуваат храна за себе, да вие бидете толку голем зависник од увоз на храна. Ние, да ви кажам, поразувачки се бројките, ако знаеме дека ние стигнавме веќе и до 50 милиони евра увоз на говедско месо, што навистина е ова, и пилешкото е 50 милиона, ние увезуваме млеко, ние увезуваме преку 100.000 тони пченица и околу 40.000 тони брашно. Значи, основните да не зборуваме за маслото за јадење, шеќерот воопшто веќе го немаме. Значи, сето она што е основен прехранбен производ, значи ние веќе го увезуваме. Сега, тука, ако збориме и од аспекти, она што е и во економски теории, дека обезбедувањето на собствена храна обезбедува и стратешки
интереси на државата, значи сепак произведувате храна во услови на кризи, а тоа го видовме во двете кризи кои што ги изминавме. Губиме работни места, губиме население. Министерот кажа колку сме изгубиле, меѓутоа јас ќе ви кажам, според податоците од пописот 2002, кој што е направена една ревизија во Министерството за земјоделство 2014 година, дека имало 1.150.000 жители во руралните краишта во Македонија, ние 2020, пописот последен што беше 2022, ние имаме околу 700 и нешто илјади жители во руралните краишта. Преку 400.000 жители се иселиле. А пред се тука сметам дека најмногу, знаете, подложен на тие миграцијски процеси се младите. И ние остануваме без виталност на овие рурални средини. Капацитетите ни остануваат неискористени, и ако зборуваме за некои 660.000 хектари што сме ги имале во времето она што го спомнав, во времето пред приватизацијата, ние денес дали имаме 350 до 400.000 хектари земјиште кое што се обработува. И затоа веројатно кога ќе зборуваме што натаму, ќе се каже што е предвидено и што и во овој дел. Значи, недозволиво е да не се сопрат овие процеси и ова што го зборувавме, цените на храната. Јасно ќе ги диктираат други, немаме многу механизми, ние сме мала економија, отворена, значи имаме подпишано договори за слободна трговија со Европската унија, членки сме на ЦЕФТА, на Светската трговска организација. Тука се многу мала е моќта во рацете на владата да изврши пазарни интервенции, да затвори пазари. Така да сето она, доколку не се сконцентрираме на сериозни, целно насочени политики, да го вратиме достоинството на земјоделецот и да се обидеме, значи повторно ќе кажам, да ги ставиме барем во функција овие капацитети што ни се дадени од природата. Ви благодарам, професор, особено значајно е тоа што оно што го забележувам во рамките на оваа трибина и ви, министерот и ви, директорот, што секогаш на прво место ги ставате луѓето, често ги споменувате земјоделците, навистина производството зависи и треба да се насочиме кон поддршка на земјоделецот. Земјоделството бара поддршка и од политиката и од науката за да биде способно, меѓутоа бара поддршка и од инвестициите и важно е да го вратиме циклусот на инвестиции, затоа едно прашање до директорот на управата, до господинот Ромео Тренов, каква е сега состојбата во управата? Дали се откочени проектите, дали конечно земјоделците можат да сметаат покрај поддршката на политиката, на науката, да сметаат и на поддршката на инвестициите? Да, секако дека проектите сите се откочени проекти, нема проект кој веќе е во застој, на различни нивоа. Сега, например, проектот минатата недела имавме состанок со Европската комисија, министерот беше присутен на тој состанок, тоа е во почетна фаза, тука се работи за два системи за наводнување во Сопот и Новаци. Тоа ќе бидат следните чекори, ја планираме ова лето веќе да имаме некакви резултати и да почнеме можеби да работиме на терен, ќе видиме дали ќе успееме, бидејќи, како што кажав, работите се многу закочени, ние како управа со капацитетот кој го наследивме, се обидуваме на секој начин да ги подобриме, а веќе работиме на 4 системи за наводнување, односно во теке геодетско снимање на системите кои што ги градиме со инвестиции обезбедени од дел од КФВ, Германска банка, дел од нашата влада. Тоа се 4 системи за наводнување: Лисиче, Страиште, Пепелиште и Конско. И тој проект, како што кажав, договорот е потпишан 2019 до декември 2024 немаше никакво откучување на проектот, но еве сега, како што кажа, веќе работиме на терен, во тек се геодетските снимања и веднаш потоа пристапуваме кон
правење на проектите и тоа се 6 системи за наводнување кои очекуваме во текот на 2025 година или почетокот на 2026 веќе да имаме работа на терен и да покажеме дека наместо како до сега да се остават проектите веќе започнати од владата на ВМРО ДПМН, веќе започнати да се остават на забот на времето, значи и покрај тоа што успеавме да ги покренеме тие проекти и новите договори кои тие ги подпишале и во нивно време, ние биле целосно оставени, ние ги отпочнуваме и се надевам дека многу брзо ќе имаме резултати, но во некоја следна прилика повторно ќе дискутираме веќе за резултатите за овие 4 системи за наводнување. Јас тука би сакал да извеам еден проект кој сега го правиме. Тоа е во соработка со шпанската влада. Пловечки фотоволтаични постројки. Јас бев на лице место да се уверам и таму ми излегува многу други идеи. Целта на тој проект е многу важен проект. Се работи, ќе видиме со кој интензитет ќе завршиме, меѓутоа градбата ќе биде некаде 12, планираме, нели, ќе видиме како биде 12 месеци, да поставиме фотоволтаици на брана Палјурци. Со тоа решаваме неколку проблеми. Првиот проблем ќе биде што дополнително ќе наводнуваме некаде околу 1000 хектари на територија на општина Богданци, од кои 800 хектари во атарот на Стојаково. Со производство, значи, на наша струја. Наместо да плакиме струја, ќе се произведуваме ние струја. Што правиме? Значи, ја полниме браната Палјурци со струјата што сами ја произведуваме, ја користиме браната за наводнување, а потоа, после завршување на сезоната за наводнување, од пумпната станица која што е во Богданци, од која што се полни до Ранското езеро, со сопствена струја, без да плаќаме милионски, имаше, кога дојде извештаите, имаше една година 26 милиони за струја платени за една сезона. Тоа се страшни пари кои ги дава државата. Значи, овој пат со сопствена струја ќе го полниме до Ранското езеро. Тоа е многу битно. Зошто е битно? Бидејќи брана Палјурци во овој момент е на многу ниско ниво. Доколку се зголеми нивото, доколку реализираме проектот, браната ќе биде секогаш над 90% полна, до Јоранското езеро ќе биде секогаш на задоволително ниво и со тоа решаваме неколку проблеми. Веќе го спомнавме глобалното затоплување, значи тука споменуваме производство на сопствена струја, зголемени површини за наводнување и плюс полнење до Јоранското езеро. Така што со овој проект заокружуваме и решаваме неколку проблеми и јас се надевам дека ќе имаме и сериозна поддршка од владата и да успееме тој дел од Македонија, југоисточниот дел од Македонија, кој што има најмногу услови за развој на раноградинарски производи, да го снабдиме со вода, бидејќи проекциите на Обединетите нации дека тие делови од Македонија, југоисточна и централна Македонија, па може дел и југозападна, за 50 до 100 години треба да се претворат во пустина доколку ние не превземеме нешто. Значи тој проект таму кај што се наоѓа, значи тука е Македонија, Грција, Бугарија, е многу битен за целиот тој регион да се офати и практично во иднина треба да се размислува на тој начин, да се размислува за 50 за 100 години напред, бидејќи ние на функции ќе бидеме по неколку години, меѓутоа тоа што ќе го оставиме има или позитивни или негативни импликации за наредните 10, 15, 20, еве во овој случај 50 до 100 години. Ви благодарам, одлично е ова што може да се случи, дека така се сака Македонија, се сака со дела. Одлично е да се случи дека се работи на проекти кои што имаат импакт не само врз земјоделието, туку и врз енергетиката, ова што го слушнав за Јоранското езеро и еколошки импакт, за разлика од оние на кои што им беше чист воздух од 7 години, па сега почнува да им смета без да поместат. Меѓутоа, тие проблеми не се решаваат со зборување, се решаваат вака со работа. Секоја чест на тој однос. Како што рековме, на оваа трибина централно место го зазема земјоделецот, меѓутоа земјоделецот секогаш треба да има поддршка од институциите, затоа и моето следно прашање до министерот и еве да ви најавам дека ќе влеземе во една завршна фаза на оваа трибина, да сумираме што можат
да направат институциите и овој последен дел да го посветиме токму на решение и можности на нашиот проблем. Така да, министре, што можат да направат институциите? Благодарам. Мислам дека изминативе 7 месеци како власт покажавме на вистина како се сака Македонија, како се сака македонскиот земјоделец, како се сака македонското земјоделство. Ќе се обидам накратко да со неколку примери да го доловам ова што го говорам. Минатата година заедно со земјоделците, заедно со лозарите постигнавме и со винарските визби, постигнавме историски највисока цена. Седнавме на заедничка маса и согласно и законските обврски и согласно и сите разговори се постигна цена која што е историски највисока. Со тоа покажуваме дека навистина како министерство, како влада, сакаме да бидеме за почеток медиатори на целиот процес, иако крајната цел е самите земјоделци да си го договарат производството со оние кои што го откупуваат. Покажавме дека навистина може кога се сака да се постигне нешто. Исто така морам да потенцирам дека заедно со премиерот на неколку состаноци кои што ги одржавме со земјоделските здруженија од областа на тутунопроизводството, со компаниите кои што откупуваат, да постигнеме исто така рекордна цена на тутунот, кој што се веќе практично заврши пред некој ден. Се откупија над 24 милиони килограми македонски квалитетен тутун. Се постигна цена од 400 денари како просек откупна цена, на тоа државата одвои дополнителни 100 денари субвенција, значи тотална сума по килограм е 500 денари, кој ќе помножите со килажата која што е откупена од Македонија, ќе видите дека кај овие 30.000 семејства кои што произведуваат тутун, ќе влезат близу 198 милиони евра, средства кои што ќе значат сериозна екзистенција на нивните земјоства и веќе сериозен фокус во наредната сезона го вратиме и во делот на квантитетот на тутунопроизводството да биде во некогашните граници, тоа е близу 30 милиони килограми, иако знаете дека пред година-две тоа падна и на 14 до 15 милиони килограми, тука е пак клучот во рентабилноста. Да не ги изоставам и градинарите, каде што за мината годишната реколта, заедно со преработувачките капацитети, со земјоделските здруженија договаравме цена која што треба да биде прифатлива за двете страни. Да скратам, ние како министерство и како влада на заедничка маса покажавме дека сме сериозен партнер, дека сме тука рамо на кое што може да се потпрат земјоделците, сите ченители во секторот и да се постигне одредена рентабилност која што ќе значи продукција на зголемена количина на земјоделски производ веќе за нареднава година. И јас сум повеќе од убеден дека показателите од реколта 2025 година ќе бидат со многу позитивен ефект. Ќе оставиме времето, ќе си надевам дека ќе имаме во некоја наредна прилика да направиме обсервација на тоа каде бевме 2024, каде сме 2025 година. Она што сакам да потенцирам е дека за програмата за финансиска поддршка за 2025 година и програмата за рурален развој за 2025 година имаме акцент на битните земјоделски култури кои што се важни за Република Македонија. Спомнав за тутунопроизводството, спомнав за лозарството, градинарството, млекопродукцијата, месопродукцијата на нашето производство ќе добие дополнителна поддршка, што ќе значи од друга страна и сериозно помагање во овие тешки моменти за да се врати довербата во институциите и да се стагнира негативниот тренд на падот на земјоделското производство. Во делот на програмата за рурален развој ќе се осврнеме на два елемента. Тоа е грантови за млади луѓе кои што ќе влезат во процесот на земјоделско производство, значи ќе кофинансираме проекти за кои што ќе аплицираат, и вториот сегмент е во делот на задругарството, затоа што сметаме дека задругите се еден од клучот на решавањето во делот на конкурентноста на македонските земјоделци по тип на производство, квантитет и квалитет и така натака. Ќе кофинансираме разни инвестиции во тој сегмент. Иако тој процес во минатото беше многу закочен, дури имаше период каде што воопшто земјоделските задруги не беа уредени со закон, па ние моравме на брза лента веќе во месец август да го смениме законот и да ги повторно предвидиме. Значи во тој дел ќе имаме јавен повик каде што ќе ги кофинансираме и помогнеме овие типови на земјоделски задруги. Нормално, паралелно продолжуваме со спроведување на ИПАРТ огласите. Во моментов тече оглас за мерка 1, кој што трае до крајов на месецот. Ја користам приликата уште еднашка да ги потсетам земјоделците заедно со
Агенцијата за поттикнување и развој, со подрачните единици, со платежната агенција да се информираат, бидејќи течат инфоденовите во моментов, да си спремаат апликации, да аплицираат се со цел да ги искористиме сите средства кои што ни се на располагање. Едноставно, Министерството, владата пред се, во целина, покажавме дека изостанатите субвенции кои што ги исплативме и она што го креираме за 2025 со буџетот, покажуваме дека навистина сакаме повторно земјоделството да биде еден од нашите економски носечни столбови на нашата економија. Јас сум повеќе од убеден дека ќе имаме сериозен прогрес во овој дел. Оставам времето, бидејќи знаете во земјоделството треба да помине барем една производна година за да ги осетите ефектите. Во делот на инвестициите на водостопанството спомна најголем дел директорот Ромео, заедно со акционерското друштво, и во овој зимски период се работи на санација на мрежите, на она примарна и секундарна мрежа, каде што практично сезоната за наводнување од 15 март ќе дочекаме спремни, иако тоа во минатото не се случуваше. Работиме и во делот на креирање на една сериозна програма која што ќе биде од 26 година, каде што ќе дадеме еден приоритет на она што е за нас како држава важно. И тука сакам за крај да ги спомнам дека оваа 2025 година ќе биде посветена на вистинските земјоделци. Кога велам на вистинските, мислам на вистинскиот прав земјоделец, не на оние фантоми кои што постоеле во минатото и кои што користеле средства од програмата за финансиска поддршка, а не произведувале ниту еден грам земјоделски производ. Затоа 2025 година со зголемените контроли и со вклучувањето на земјоделскиот инспекторат, бидејќи сега орган во состав и со оној меморандум за соработка кој што ќе го потпишат со платежната агенција, земјоделските инспектори ќе бидат ставени во функција да го контролираат теренот во делот на овие злоупотреби кои што во минатото биле сериозни и одлевале сериозна сума на средства од нашиот буџет, а оние вистинските земјоделци кои што ги чекале овие средства, ги добиваат со задоцнување или па некои воопшто не ги добиле заради вакви злоупотреби, така да навистина оној што е вистински земјоделец ќе добие навремена поддршка, за најголем дел од нив зголемена, кој што ќе значи дополнителен стимул, а се останато во делот на креирање на оние политики на Министерството, ќе останеме и понатака на вистина, во вистинска смисла на зборот, отворени како институција да заеднички партнерски работиме во делот на земјоделството. Ви благодарам на одличното излагање. Навистина, фантом земјоделци добро се изразивте. Видовме дека насекаде во државата, за жал, и управата за јавни приходи исплати над 65 милиона, за жал, кон фантом фирми, фантом земјоделски производители кои станува збор за празнење на државниот буџет. Меѓутоа, важно е да ставиме крај на она кој што го нарекува како до сега. Време е да се грижиме за вистинската суштина. Вистинската суштина е токму тоа, да бидеме самоодржливи. Прашање до професорот. Професоре, дали верувате дека Македонија може да стане самодоволна во храна и како? Накратко. Ви благодарам. Ви благодарам. Јас малку ќе го надополнам министрот, можеби ги испушти се, многу работи има да каже, меѓутоа бидејќи соработуваме сериозно во последниве неколку месеци, би рекол, самата анализа што направивме на стратегијата и трендовите кои што ги погледнавме во движењето на користење на капацитетите на производство, кога ги вкрстивме со средствата кои што се вложувани во целиот овој период, жално е да се каже, меѓутоа имаат спротивни тенденции. Сме давале средства, сме ги зголемувале, а капацитетите и производството се намалувало. Значи, тоа мора да се сопре и од сета таа анализа произлегува неколку заклучоци на кои што натаму ќе продолжиме да работиме заедно со Министерството и мислам дека е време за една посериозна реформа која што треба да ја направиме во наредниот период, а тоа е нотирано и во програмата за работа на владата за периодот 24-28. Сето тоа ќе го вклопиме во една нова повеќегодишна програма која што е во тек на изработка и како што кажа министерот, од 2026 треба да ја искомуницираме заедно со земјоделците, да биде прифатена, затоа што веќе голем дел и со нив кога разговарате и они бараат одредени промени за да не ни се случува ова што и вие го кажавте, милиони се одлеваат на некој што воопшто нема никаква врска со земјоделството. Тоа мора да се сопре, нема да направиме,
често пати ме прашувале дали ќе имам нов модел за поддршка на земјоделството. Моделот е воспоставен, кажав, 2007 година. Таа влада на ВМРО ДПМН воспостави модел кој што е, би рекол, во насока на прилагодување со моделот на поддршка на земјоделството со Европската Унија. Меѓутоа, внатре во самиот вкупен буџет во програмите ќе мора да направиме едно реструктурирање каде што ние нема да имаме тенденции да ги скратиме директните плаќања на земјоделците како доходовна поддршка, него ќе одиме да она што се случуваше, да го сопреме тој тренд, да вистински 35% од вкупните поддршки одат во инвестиции, ова што го кажавте вие, пред се и во самата програма е наведено дека ќе има 20 милиона евра, да се вратиме на онаа стратегија што беше изготвена, знае директорот 2015 година за 10 годишна програма за 20 милиона евра годишно инвестирање во системите и дополнителни 50 милиона евра за рурален развој, која што програма ќе треба да се трансформира во повеќегодишна буџетска програма, каде што средствата нема да се затвараат на крајот на годината, него ќе се пренесуваат, затоа што програмата за рурален развој е поспецифична, бара подолго време и не може таа да се затвара на крајот на годината. Значи, предстои реформа во една сериозна реформа, која што ја согледавме и која што кажавте, ако возите низ Источна Македонија, директорот мислам дека го спомна, дека од лева и десна страна на патот ќе видите многу напуштено земјиште. Земјиштето мора да се стави во функција, тоа е добро од општ интерес, уставно е загарантирано доброто и дека тамо се планира да се формира еден сериозен орган, тоа е Агенција за управување со земјоделското земјиште, која што мора да го стави целокупното земјоделско земјиште во функција и да се тргне во еден натамошен развој. Тоа може да во нареден период, не за една година, може да го врати производството на храна во Македонија. Јас не тврдам и не велам дека нема да увезуваме пак некои од производите, меѓутоа да се вратиме на тенденциите да овој негативен биланс што го имаме во увозот на земјоделско прехранбени производи го намалиме, односно да дел од тоа увозни производи ги замениме со сопствено домашно производство. Тука е и промоцијата на домашното производство. Секако дека најдобро е да користите производи, посебно земјоделско прехранбени кои што се дома произведени и она што го кажа министерот со сите со целата следливост, со здравствената исправност, со безбедноста на храната и сето тоа. Ви благодарам. Одлично излагање, поразително она што го слушнавме дека кога сте направиле анализи, зголеменото трошење и зголемените инвестиции во земјоделството, од друга страна резултирале со пат на рентабилноста и падот на производството, тоа може да биде индикатор дека завршувале во погрешни раци. И јас и јавноста ја поздравуваме иницијативата да се овој модел да се би рекол уште еднаш да се разгледа така да се преструктурира. Меѓутоа е важно парите кои што е за земјоделците да завршат кај нив и да не бидат ускратени. Едно прашање до директорот за крај, кои се позначајни проекти кои што ги планирате во следниот период или ако доволно се зборувавме за проекти, едно ваше видување за иднината кога станува збор за производството на храна. Јас веќе ги спомнав, може да ги повторам. Тоа се четирите проекти кои ќе ги финансираме дел од КФВ. Значи, тоа се Конско, Страиште, Пепелиште и Лисиче, тоа се системи за наводнување и два проекти кои ќе одат преку Европската Унија, тоа се во Сопот и Новаци. Исто така го спомнав и проектот за фотоволтаични постројки на брана Палјурци и таму ми се роди некои идеи во Шпанија. Ние имаме потреба за градење од компензациони базени, особено на потегот баш тој крај таму од Кочани до Свети Николе, бидејќи од браната до крајната точка има некаде околу 50 километри
И со такви базени ние можеме тој недостиг на вода и ситуацијата со системите да го компензираме. И исто така тие може да се искористат и повторно за производство на енергија и да се пуштат во употреба. Тоа веќе сега како идеја го имам, но имам поддршка и од министерот да размислам на таа тема. Во иднина пумпните станици кои што се на тој систем за наводнување да ги приклучиме повторно со наша струја и да заштедиме струја и на тој начин да ја улесниме работата на земјоделците. Практично да им донесеме вода. Она што јас како гледам понатаму, ние тројцата сме агрономи овде, земјоделието се дели на екстензивно и интензивно. Ако сакаш да имаш сопствена храна, мора да имаш интензивно производство. Не може да бидеш конкурентен, ние сме отворена држава, не можеме без вода за наводнување на земјоделските површини да конкурираме на другите држави околу нас, кои што имаат, и не само околу нас, и членките на Европската унија, и оние кои што се во Западна Европа, без да имаме системи за наводнување, не може да имаме интензивно земјоделско производство и да бидеме конкурентни. Ако немаме понуда, тоа е економска логика. Ако немаш понуда, цените растат и на тој начин се зголемува инфлацијата. Мораме да се погрижиме за руралните средини да ги подобриме основните услови за живот. Мора да донесеме вода и мора да обезбедиме рентабилно земјоделско производство. Како тоа ќе го направиме? Веќе говоря и министерот и професорот, концептот е направен, треба да се концентрираме силно да работиме и имаме поддршка од владата да се концентрираме на такви работи кои што се многу битни за државата, бидејќи ние не можеме да бидеме конкурентни, не можеме да сопреме да растат цените на храната ако не произведуваме своја храна. Ако имаме производители кои ќе понудат храна, добро е за нив затоа што количината прави пари, тоа кој се занимава со земјоделие знае. Вие ако извадите мала количина и да биде висока цената која ќе продадете, тие се мали пари. Меѓутоа, и да биде помала цената, ако ви имате голема количина на пазарот, таа количина ствара профит. Така што мислам дека добро се разбираме, дека и земјоделците точно знаат што зборуваме. Резултатите се поразителни, но еве даваме се од себе да ги подобриме условите за работа на земјоделците и да конечно имаме производство на сопствена храна. И благодарам, директоре. Почитувани наши гледачи, почитувани пријатели, јас сум Миле Левков, овде одјавувам денешната трибина како станавме увозно зависни од храна. Уште една благодарност до гостите, до министерот, професорот, директорот. Се надевам дека конечно ќе започнеме еден процес и еден циклус на вистински искрена поддршка на земјоделците, поддршка од институциите кои стануваат збор за модернизација на агротехниката, а вие, почитувани пријатели, запрашајте се од каде доаѓа нашата храна и поддржете ги нашите земјоделци со тоа што ќе купувате домашни производи. Ви благодарам и голем поздрав од Централниот штаб на ВМРО ДПМНЕ.